Во повод Светскиот ден без тутун 2026, Министерството за здравство најави нова и поширока стратегија за засилување на борбата против пушењето, со фокус на поддршка за граѓаните кои сакаат да се откажат од употребата на тутунските производи. На заедничка пресконференција со представници на Светската здравствена организација, Институтот за јавно здравје и други партнери, министерот за здравство Азир Алиу истакна дека годинашната кампања е насочена кон разоткривање на зависноста што ја создава никотинот, како и неговото штетно влијание, особено кај младата популација. Според најавите, државата започнува координирана акција преку центрите за јавно здравје, локалните самоуправи и здравствените домови, со цел да се улесни пристапот до советувалишта за откажување од пушење. Планот предвидува овие услуги да станат подостапни на локално ниво и да обезбедат континуирана поддршка за граѓаните. Сакаме секој што сака да се откаже од пушење да има јасен пат, достапна помош и постојана поддршка, особено младите кои се најранливи на влијанието на тутунот, изјави Алиу. Министерот потсети дека неодамна е ажурирана есенцијалната листа на лекови, при што за прв пат се вклучени и препарати за одвикнување од никотин, како фластери и гуми за џвакање. Со тоа овие средства стануваат дел од официјалниот здравствен систем и полесно достапни за граѓаните. Паралелно, Министерството најави и подготовка на нов закон за заштита од употреба на тутун и сродни производи, кој ќе биде усогласен со европските стандарди. Целта е да се заекне законската рамка и долгорочно да се унапреди јавното здравје. Од Министерството информираат дека и во наредниот период ќе продолжи соработката со Светската здравствена организација и Институтот за јавно здравје, особено во делот на подигнување на јавната свест за штетноста од пушењето и промовирањето здрави животни навики. Потрошувачката кошничка е готова, беше дадена на Економско-социјалниот совет и очекуваме позитивни сигнали од сите и ќе почнеме да ја пресметуваме, изјави денеска заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Потрошувачката кошничка не е некој пандан на синдикалната минимална кошничка. Едноставно ќе биде врз база на релевантни показатели, не само од Државниот завод за статистика, туку и од сите други институции во државата. Од маркетите, пазарите, ќе ни биде потребна кога имаме економски кризи или одредени економски политики, да ни дава насоки во креирање нови законски решенија, економски стратегии и одлуки, истакна заменик министерот. Во врска со измените на законот за нефер трговски практики, Ристевски рече дека очекува да бидат донесени летово. Повтори дека казните ќе бидат многу поригорозни, а со одредбите ќе бидат опфатени и добавувачите. Законот до летово се надевам дека ќе биде спроведен до собранието, каде треба да бидат изгласани предвидените измени, напомена Ристевски. Во современиот свет силата на една држава се мери се повеќе преку способноста да инспирира доверба, да создава идеи и да гради партнерства, истакна министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски на отворањето на 4-тиот форум за културна дипломатија Скопје 2026. Форумот беше посветен на улогата на културната дипломатија и глобалниот диалог во услови на забрзани геополитички промени. Во своето обраќање Моцунски нагласи дека културната дипломатија представува најчовечка форма на дипломатија, чија задача е да ја врати човечката димензија во меѓународните односи. За секоја држава стојат луѓе, за секоја политика и искуства, за секој идентитет, историја, јазик, култура и достоинство, порача министерот. Посочи дека културната дипломатија денес не е само форма на мека моќ, туку сериозен инструмент за државно позиционирање, градење партнерства и остварување долгорочно влијание, особено во време кога светот е технички поврзан повеќе од кога било, но политички и општествено често подлабоко поделен. Моцунски нагласи дека културата, образованието, младите, уметниците, диаспората и научното знаење треба да бидат дел од пошироката дипломатска стратегија на државата. Мирот не се гради само кога ќе заврши кризата, туку многу порано, преку секој канал на разбирање што сме го отвориле пред да биде предоцна, напиша Моцунски во објава на социјалните мрежи.
студентските домови Стив Наумов во Скопска автокоманда и Кузман Јосифовски Питу во Центар ќе бидат подготвени да ги примаат студентите на почетокот на новата академска година на 1 октомври, најави министерката за образование и наука Весна Јаневска при денешниот увид во реконструкцијата на домот Стив Наумов. Министерката порача дека со реконструкциите ќе заврши долгогодишниот проблем со лошите услови во студентските домови. Од сега натаму нема бркање глодари и инсекти, нема лепење прозорци и лифтови што се гладат, изјави Јаневска. Според неа, најдоцна до септември ќе започне реконструкцијата и на останатите студентски домови во државава, вклучувајќи ги домовите во Охрид, Битола, Прилеп, Штип, како и Пелагонија и кујната во студентскиот дом Гоце Делчев. Реконструкцијата ќе се реализира паралелно, ќе трае од година и пол до 2 години, зависно од големината на објектот. За 2 години ќе имаме комплетно нови студентски домови со европски стандарди. Студентите ќе имаат соодветна храна, сместување, вода и струја, истакна министерката. Во однос на сместувањето на студентите додека траат градежните активности, Јаневска рече дека дел ќе бидат згрижени во приватни студентски домови, дел во ученички домови. За дел ќе се обезбеди простор преку соработка со други институции. Ниеден студент нема да остане на улица, сите ќе го добијат она што им следува, нагласи министерката. На увидот присуствуваше и директорот на Државниот студентски дом Скопје Александар Каровски, кој најави дека реконструираните домови ќе понудат целосно нови услови за престој. Се ќе биде ново, централно грејење, ладење, тоалети и мебел. Очекуваме студентите да имаат најдобри услови во регионот, изјави Каровски. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека со цел одржување на професионалниот стандард, дигнитетот на институцијата и меѓусебната почит, се воведува кодекс за облекување за сите вработени и странки кои ги посетуваат просториите на одделот за граѓански работи при Министерството за внатрешни работи. Како институција која е постојан сервис на граѓаните, веруваме дека соодветното облекување придонесува кон подобра работна атмосфера и почитување на државните институции. Во таа насока ги замолуваме сите граѓани пред доаѓање во нашите простории за подигнување лични документи, пасоши или други административни услуги, да се погрижат нивниот изглед да биде во рамките на општо прифатените норми за јавни институции, порача од МВР. Истовремено оттаму напоменуваат дека и сите вработени во одделот се задолжени доследно да го почитуваат утврдениот кодекс за облекување наменет за вработените во Министерството. Најмалку 10 ученички загинаа во пожар што избувна во дом на женското јавно средно училиште у Тумиши во кенискиот регион на Куру, јавуваат локалните медиуми, повикувајќи се на информации од полицијата и спасувачките служби. Според првичните информации, пожарот избувнал околу 1 часот по полноќ по локално време, додека ученичките спиеле во домот. Огнените јазици брзо се прошириле низ објектот, пошто на терен веднаш биле испратени пожарникари, полиција и спасувачки екипи. Командантот на регионалната полиција изјави дека спасувачките тимови натаму го преверуваат објектот за да утврдат дали има уште жртви или повредени лица. Полицијата и пожарникарите успеале да евакуираат дел од ученичките и да го локализираат пожарот, со што било спречено негово дополнително ширење кон останатите училишни објекти. Станува збор за вознемирувачка и тажна ситуација, изјави окружниот полициски службеник Масуд Змини пред голем број вознемирени родители, кои се собрали пред училиштето во очекување информации за своите деца. Причината за пожарот засега не е позната. Кениските власти најавија детална истрага за утврдување на околностите под кои избувнал пожарот. Локалните медиуми јавуваат дека дел од ученичките се пренесени во болница поради повреди дишување чад. Трагедијата повторно го отвара прашањето за безбедносните услови во училиштата и интернатите во Кенија, каде што во минатото имало повеќе смртоносни пожари. Само во 2024 година 21 ученик загина во пожар во интернат во округот Њери, што предизвика голема јавна реакција и барање за подобрување на безбедноста. Кениските власти за сега не соопштуваат дали во домот имало функционални системи за противпожарна заштита, ниту колку ученички престојувале во објектот во моментот на несреќата. Иранската револуционерна гарда соопшти дека извршила напад врз американска воздухопловна база како одговор на претходни американски воени акции насочени кон иранска операција со беспилотни летала во близина на Ормускиот теснец,
стратешки воден пат низ кој минува значаен дел од светската трговија со нафта. Според американските официјални представници, американската војска претходно соборила 4 ирански дронови за напад и погодила копнена контролна точка во пристанишниот град Бандар Абас, за која се тврди дека била подготвена за лансирање на дрон. Акциите, како што беше наведено, биле одмерени чисто одбранбени, насочени кон одржување на прекинот на огнот. Ескалацијата доаѓа само неколку часа откако председателот на САД Доналд Трамп ги отфрли извештаите дека е близу до компромисен договор со Техеран. Во меѓувреме тензиите дополнително се зголемија и во поширокиот регион. Кувајт, кој е домаќин на американските воени сили, соопшти дека реагира на ракетни дрон напади без да прецизира од каде потекнуваат. Во Израел биле активирани сирени за тревога поради сомнежи за непријателска воздушна активност во северниот дел од земјата. Експертите предупредуваат дека ваквите инциденти дополнително ја зголемуваат нестабилноста во регионот, особено околу Ормускиот еснец, преку кој пред конфликтот минувала околу 1/5 од светската нафта и течен природен газ. Времето денеска променливо со сончеви периоди во првиот дел од денот. Попладне се очекува нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи, засилен ветер, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Според прогнозата на повеќе места во земјава, процесите ќе бидат поинтензивни, со услови за краткотрајно невреме. Пообилен дожд, ветер со брзина над 60 км на час и изолирана појава на град. Утринските температури ќе се движат од 9 до 18, додека дневните од 23 до 32 степени. Во Скопје времето променливо облачно, со сончеви периоди. Попладне се очекуваат дожд, грмежи, засилен ветер. Можни се и локални навремења во делови од Скопската котлина. Температурата ќе се движи од 15 степени во утринските часови до 30 степени во текот на денот. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека утре и в сабота времето ќе биде постабилно и посвежо, но од недела повторно се очекува пораст на температурите и услови за локален дожд и грмежи во попладневните часови. Надлежните апелираат граѓаните да бидат внимателни, особено при движење на отворено и во сообраќај, поради можноста од силен ветер и интензивни врнежи.